Може? Може. Најпрво дозволете да ви се извинам што не почекавте, меѓутоа некојаш нашите расправи се непредвидливи. Имавме интересни предмети денеска на дневен ред и имаше бројни дискусии, ви се извинувам што чекате. Второ, сакам да ви се заблагодарам што ја следите работата на Уставниот суд, нашите расправи, нашите одлуки, затоа што во една зрела демократија вашата улога е многу важна, а за мене е посебно важна за предмети од широк јавен интерес, како што беше денеска предметот кој го одлучувавме, за граѓаните да може да ја дознаат вистината, да ја слушнат вистината и да не дозволат да бидат манипулирани од било кого. Пред да ги изнесам клучните аргументи на кои се темели нашата одлука, дозволете ми накратко да се осврнам на бројни коментари, голем дел од нив несоодветни, кои можев да ги слушнам и за мене лично и за Уставниот суд и да одговорам на прашања кои стигаат до Уставниот суд, кои од етички и од професионални причини не можев да ги одговарам, бидејќи додека не се донесе одлуката не можам да ги коментирам и не можам да ги предвидувам. Прво, што сакам да кажам, и тоа нагласувам да им се обратам на граѓаните преку вас, е дека лага и манипулација е тврдењето дека Уставниот суд со својата одлука укинал права на било која заедница. Тоа не е точно. Ние сме чувари на Уставот таков каков што е. Темелната соодветна и правична застапеност е тука, во Уставот, и таа постои. А ако Уставот има поставено императивна норма, секој да биде должен да го почитува, значи не може да стане воопшто збор за укинување на нечие право. Законодавецот има и уставно овластување и право да ги операционализира уставните норми и особено темелните вредности. Она што денеска законодавецот го доби од Уставниот суд, исто како и сите органи на извршната власт, е многу јасна рамка што може да нормира, на каков начин може да нормира и како може да действува. И тоа е многу важно за владењето на правото. Одлуките на судот во кои се оценува и материјалната и формалната уставност на било кој пропис, ставовите го легитимираат правото. Уставниот суд е на врвот на пирамидата на владењето на правото и тој е најповиканиот орган во оваа држава да рефлектира правна усогласеност и хармонија во правниот поредок. Затоа постојат уставните судови, ништо повеќе, ништо помалку. Апелирам до граѓаните, до државните органи, политичарите, ако навистина им мислат добро на Републиката, ако навистина сакаат правна држава во која ќе владее правото, своите јавно прокламирани ставови и заложби за владење на правото, за европски вредности, да ги усогласат со своите постапки. Секој делување надвор од овие рамки за мене е чиста манипулација со граѓаните, каква што беше манипулацијата дека судот со своето постапување по овој или по било кој друг предмет може да ги наруши политичките, етничките односи или да биде повод за дестабилизација. Секој, вклучително и политичарите, треба да ги почитуваат одлуките на судот, не да ги политизираат и да ги етнизираат. На нашето постапување и на нашите одлуки треба едноставно и правилно да пристапуваат и да гледаат како заштита на Уставот и заштита на владењето на правото. Ке повторам, не одат заедно јавно прокламираните заложби што ние ги слушаме секој ден за европски стандарди и за владење на правото и етикетите или квалификациите што ги доживувам јас лично и Уставниот суд за политизација или етнизација во постапувањето и во одлучувањето на Уставниот суд.
Дали е во согласност со европските стандарди и со императивниот принцип кој сите го знаеме ние, дека владењето на правото е најнасушната потреба на оваа држава, да се тврди дека Уставниот суд посакува дестабилизација. Значи, ова е нечуено, ова е абсурд и класична манипулација. Зашто постои Уставниот суд? Која е смислата на постоењето на орган кој е надвор од организацијата на државната власт и не подлежи на начелото на поделба на власта? Напротив, тој е орган што е поставен по нашиот устав. Нашите уставотворци го поставиле да врши контрола над сите три останати власти, законодавната, извршната и судската власт. Не е моја работа да ги коментирам најавите, плановите, реакциите, ставовите на политичарите или на носителите на државните функции, поврзани дали со овој предмет или генерално со постапките на постапувањата на Уставниот суд, но поради бројните лаги и манипулации изнесени во изминатиот период, јас морав на овој начин да се обратам до граѓаните. За мене лично, ќе повторам, лојален сум на Уставот и само на Уставот и на никој друг. За Уставниот суд, ќе повторам, ќе одолее на било каков обид за влијанија и притисоци. Мене лично не ми е јасно како тоа некој замислува дека за тоа што Уставниот суд ќе одлучува, кога ќе одлучува, ние треба да се консултираме со некого или да бараме, не дај Боже, дозвола од некого. Значи, која е смислата на постоењето на орган што треба да ја зачува уставноста и законитоста во нашиот поредок? Нема никаква логика. Значи, сум кажал и ќе повторам. Секој правилно треба да го разбере, да ја разбере уставната поставеност на Уставниот суд. Нити јас, нити Уставниот суд, ни досега, ни од сега ќе правиме компромиси со некој. А ако некој сака да продолжи да глуми дека имаме држава во која владее правото, тоа не е наш проблем. Наша работа е да го согласуваме правниот поредок и да го чуваме уставниот поредок. Дали треба да продолжиме да глумиме, па да не перципираат за 5 или 10 години од сега повторно како заробена држава или хибриден режим и по 5 или 10 години повторно да дојдеме во ситуација да се прашуваме како дојдовме до ова дереже, што ни се случи? Не, Уставниот суд не учествува во такви работи. Имаме јасни уставни надлежности и должности, на крајот на денот должности. Не можам да разберам како некој може да биде вознемирен од тоа што Уставниот суд има со устав утврдени надлежности и должности да постапува по предметите. Дали било право време, кога било право време за да постапуваме или за да одлучуваме. Од тука со индигнација ги отфрлам сите обиди за политизација, етнизација на постапувањето на Уставниот суд. Јавната администрација е рбетот на секоја држава. Јавната администрација дава бројни услуги од разни сфери и услугите што граѓаните треба да ги користат не познаваат поделби на етничка или било каква припадност. Кога ќе отидете на доктор, вие не прашувате дали каков етникум е, каква политичка припадност или било каква друга припадност има. Кога ќе барате управни работи или локални работи, не прашувате. Сите ние имаме потреба од стручен, компетентен, ефикасен јавен сектор. А убеден сум дека никој во просторијава нема да рече да, нашиот јавен сектор е без никаква забелешка. Зашто тоа не е така. Нашата уставна и обштествена реалност ви е јасна на сите. Секој ден можеме да видиме на телевизија преку вас медиумите што се случува, како се заштитуваат правата на граѓаните и така натаму. Преминот во зрела демократија повеќе пати до сега, откако сум избран за председател, имам нагласено. Подразбира реална, а не лажна посветеност кон владењето на правото. Подразбира висока политичка и пред се уставна култура и почитување на уставот. Така да морав преку вас да се обратам до граѓаните дека многу невистини беа кажани, многу лаги беа кажани. Уставниот суд постапува согласно своите надлежности. А ако некој сака да гледа на нашето постапување и одлучување како поттик, мотив за дестабилизација или било што, тоа е негова работа. Значи, тој треба да се соочи со
одговорноста за своите постапки. Не случајно постојано апелирам сите да се усогласат со јавните заложби. Европски вредности, владење на правото не одат заедно со попладне да слушаме етикети политички, етнички или не знам какви расудувања на Уставниот суд. Афирмативните акции, како што несомнено представува нашата темелна вредност, правична и соодветна застапеност, имаат два принципи, клучни принципи. Едниот е нееднаквост во нееднаквоста, другиот е нееднаквост во еднаквоста. Двата, со оглед на тоа кој ќе биде примени, даваат сосема различни резултати. Ако се примени принципот нееднаквост во еднаквоста, ние денеска немаше да расправаме за катастрофална состојба во поглед со услугите што државата треба да ги пружи на граѓаните за да ги заштитат своите права. Што значи нееднаквост во еднаквоста? Тоа значи ако јас и вие на некој конкурс сме добиле 100 поени, јас сум од мнозинската заедница, вие сте од нека од помалите заедници, вие ќе ја добиете предност. Што значи нееднаквост во нееднаквоста? Ако јас, како припадник на мнозинската заедница, и вие на малцинската заедница, добиете 40 поени, а јас 100 поени, и вие добиете предноста. Дали тоа ќе ни даде нас добар, стручен и компетентен јавен сектор? Апсолутно не. При градењето на нашиот став на судот беа земени многу релевантни извештаи и ставови поврзани со темата. Еден таков е извештајот на Европската комисија, која изразува во континуитет загриженост. Друг таков е пресудата на Врховниот суд на Америка, студенти за фер прием против Универзитетот Харвард, донесена пред една година. И замислете, многу по-мултикултурно општество од нашето. По 7 децении и децении го укинува принципот на афирмативна акција. А зашто го укинува? Го укинува затоа што секоја афирмативна акција има во својата природа па два постулати. Во суштина е дискриминација, меѓутоа оправдана, легитимна дискриминација, и секоја афирмативна акција има темпорален карактер, има времен карактер, додека не се постигне легитимната цел. Во моментот кога ќе се постигне легитимната цел, таа почнува да продуцира класична дискриминација. Тоа е случајот и со овој предмет. Неспорно е дека ова темелна вредност во нашиот уставен поредок, која представува оправдано отстапување од основниот принцип на формална еднаквост, представува мерка која треба да забрза остварувањето на рамноправноста меѓу заедниците, меѓу припадниците на одредени заедници со мнозинската заедница. И тоа е неспорно. Значи, ова мерка во 2001 година е тоа што ние во Уставниот суд некојаш многу често го нарекуваме нужна и неопходна. Затоа што нашиот поредок во тој момент имал аномалија. Таа аномалија требала да се исправи. Мерката била нужна и неопходна. Но, се поставува прашањето дали е исцрпен смислата на незиното постоење. Бројните репорти кажуваат дека таа е исцрпена во својата примена. Тоа значи дека кога ќе се судрат темелни вредности, ние судиите често при расправа за предмети се соочуваме да цениме кога имаме судир на уставни вредности. Например, неспорно е дека темелната вредност соодветна и правична заставеност постои во нашиот уставен поред. Но постојат и други. Таква една е слободата на изразување на националната припадност. Таква друга е принципот 9, членот 9, принципот на еднаквост меѓу граѓаните. Таква една е дека на секому под еднакви услови му е достапно секое работно место. Таква е забраната на дискриминација по било кој основ, што значи кога вагаме, кога имаме случај на судир, ние превагнуваме која од овие уставни вредности во дадениот момент на нашата уставна реалност превагнува или прави потешка повреда на уставот.
Вториот темел на кој се дели и круцијален на кој се темели нашата одлука е одлуката што овој суд ја донесе пред нецела година, негде во февруари. Постапувајќи по законот за матична евиденција, овој суд направи авторитетно, единствено тој може да го направи тоа толкување во оваа држава, на темелната вредност слободата на изразување на националната припадност. И во тој предмет, пред само 7-8 месеци, што одлучи овој суд? Дека изјаснувањето за националната припадност, односно припадноста на заедница, како и можноста на обработка на овој податок, не може да биде наметната како задолжителна обврска за граѓаните. Сега се поставува прашањето, дали ние како суд ќе покажеме правна сигурност и конзистентност во нашето постапување, ако во февруари месец сме одлучиле дека одредби од Законот за евиденција, за матична евиденција го повредуваат, кај се однесуваат за припадноста на заедницата, го повредуваат Уставот, а сега во Законот за јавен сектор и за административни службеници да речеме не го повредуваат. Каков суд ќе бидеме ние тогаш? Во конкретниот случај, ние утврдивме дека законските решенија се спротивни не само на овие работи што ги кажав до сега, него и на основните слободи и права на човекот и граѓаните кои се прворангирана темелна вредност. И не случајно во номотехниката на пишувањето на уставите многу е важно која е прворангирана. Кај нас прворангирана е основните слободи и права на човекот и граѓанинот, признати со меѓународното право и утврдени со Уставот. Слободата на изразување на националната припадност. Начинот на кој укинатите одредби го уредува ова прашање представува класично ограничување. Значи, јас како припадник, да речеме на некоја од помалите заедница, ја воопшто немам право да аплицирам за работно место. Ако во огласот, а задолжителен елемент во огласот стои истакнување на националната припадност. Значи, ја како влав, да речеме, не можам да конкурирам на конкурс каде што се бара вработување на турчин. И сега ве прашувам, дали јас како граѓанин на оваа држава, каде што Уставот, не некој орган, не било кој, Уставот ми ги гарантира тие права, можам да конкурирам таму? Не. Уште во административната селекција сум отстранет, не. Согласно овој, вие не можете. А Уставот ми вика секому, значи и мене, ми е достапно секое работно место под исти услови. Значи станува збор за исклучително и исклучиво на уставно правна анализа втемелена одлука. И затоа повторувам, со индигнација ги отфурлам било какви обиди од било кого на нашата одлука да и се даде политичка, етничка или било каква друга етикета. Сега повелете прашање, ќе ви одговорам на сите, за се што ви интересира. Повелете. Може. Нашето гласање е тајно, единствено што можам да кажам дека е со мнозинство гласови. Значи, кога ќе кажам дека има мнозинство, има и суди, имаме едногласни и одлуки со мнозинство. Ова е со мнозинство гласови. Укинати се. На 20 години во функција. 20 години значи се дискриминирани граѓани. Дали после ова ќе има потреба да се смени уставот? Или кои ќе бидат правните последици? Што ако јас сум дискриминиран од некоја друга заедница и утре ќе одам да тужам бидејќи на таа и таа година некој мене ме дискриминирал поради балансерот? Колку граѓани ќе тужат за ова? Не би го разбрав последниот дел од прашањето, но ќе се обидам да ви... Во одреден
преку балансер се бара, например, да се вработува турчен, Добро. а јас ги исполнувам или сум земал повеќе поени на конкурсот, ама не сум можел да се вработам, бидејќи од друга заедница се вработил. Сега, после одлуката на Уставниот, денешната одлука на Уставниот суд, можам ли јас да тужам дека на тој конкурс Не. Значи вака. Нашата одлука е укинувачка, не е поништувачка. Значи ние кога носиме одлуки, водиме сметка и ги цениме тежината на повредата и последиците што можат да настанат во зависност од тоа дали ќе поништиме или ќе укиниме. Двете одлуки имаат сосема различен правен ефект и правно дејство. Укинувачката одлука значи дека од објавувањето на оваа одлука во службен весник, тие делови, ќе повторам, делови од закони, од одредби од закони, значи ние не укинуваме цел закон, ние укинуваме одредби од закони. Нема да можат да се применуваат. Но, не случајно кажав, не постои вакуум. Не случајно кажав дека е манипулација со граѓаните, дека се укинуваат правата на граѓаните. Темелната вредност постои, тука е, ние не можеме да ја отстраниме. Тоа е работа на уставотворецот. Таа постои. А ако секој е должен, значи уставот има една одредба во која вика секој е должен да ја почитува. Секој е должен да го почитува. Директно да ја применува уставната темелна вредност. Нема орган, организација во нашата држава што не прават годишни планови како што беше и до сега. За застапеноста, за едно, за друго, за трето. Но, не случајно реков дека сега законодавецот има и уставно овластување и право да најде уставно допуштен начин како ќе операционализира. И не случајно кажав дека постојат два принципи, нееднаквост во нееднаквоста и нееднаквост во еднаквоста. Многу е различно како, која алатка ќе се примени, зашто двете даваат сосема различен ефект. Значи не може да настане никаков правен вакуум. Но, со нашата одлука, додека законодавецот не смисли некое решение, што повторно мора да биде во рамките на нашата одлука, настапуваат на сцена другите уставни принципи. А ако го разгледате убаво уставот, единствен принцип, што го залага, мислам дека е член 58, стручност и компетентност. Значи, ако утре се распише некој конкурс во било која институција и аплицираат сите граѓани, а не како до сега да му биде ограничено јас како македонец или како турчин да не можам да ограничам. Ако влавот освои 100 поени, нормално дека тој ќе биде. Дури и ако имаме ситуација македонец да има 100 поени, но во исто време ром или влав, турчин, албанец има 100 поени, уставот ти вика, и не само уставот, него и состојбата во тој орган, како е? Значи, во тој орган дали има задоволително ниво на правична застапеност? Ако нема, треба да добие предност од помалата заедница. Што значи директна примена на уставната норма. Затоа не може да настапи вакуум. И затоа викам дека лага и манипулација дека сеускратени правата на заедниците. Не е точно. Ако тоа не го прават Примената на законските решенија не е во надлежност на Уставниот суд. Еве и денеска имаше расправа. Многу коментари слушнав дека имало многу злоупотреби, тоа е неспорен факт и сите ние го знаеме. Таква е нашата реалност. Не можеме да замижиме, да речеме не ја гледаме таа. Не знам во каков обем се. Не знам ни дали постои метод да се утврди во каков обем се злоупотребите. Но она што мене ми е битно како судија и како председател на овој уставен суд, и тоа го кажав и на судница. Ова одлука треба да биде поздравена од помалите заедници, а не да треперат дека нивните права, затоа што они се жртва на злоупотребите на овој механизам. Они, зашто македонци се запишуваат како албанци, како турци, како власи, за да го земат и по месец, 2, 3, а тоа има уставно загарантирано право, и ние донесовме одлука, право на граѓанинот е да го промени чувството, лично е. За месец дена го менувам чувството. Кој е изигран?
Јас или турчинот, или влавот или албанецот, по малите заедници. Вака поставениот одеше на штета. Да, сигурно во значителна мерка е задоволено, да, функционира правилно. Да, ако ме прашате и ден денеска да ме прашате, дали е потребен? Да, потребен е. Зашто прави инклузивност. Ама инклузивност по други принципи. По стручност и компетентност. А не по принципите 100 бода со 20 бода. И после јас како турчин, кога ќе отидам, и викам, ја критикувам државата, катастрофални услуги, не можам да го остварам правото во катастар, не можам во локална самоуправа, имотно-правните прашања не можат да ми ги решат, како да ги остварам моите права? И тога што да речам, дека сум турчин? Не. Значи, затоа викам, нашата одлука е исклучиво уставно втемелена. И не дозволувам, со индигнација отфрлам било каква политизација или... А ова што кажавте, доаѓа во време кога власт воопшто не ме интересира. Ама воопшто не ме интересира која е власт, какви најави има таа власт, која е опозиција, што планира. Не е тоа моја работа. Јас имам уставот. Нема значение за мене. Ирелевантно. Значи, поднесена е... Не, иницијативата е поднесена кога имавме предходна власт. И тие во програмата го нема ова. Поднесена е, се извинувам, само да се докажам. Да, поднесена е од државен орган. И сега замислете да не постапуваме. И не случајно реков, кого тоа ние треба да прашаме? Со кого да се консултирам? Еве сега ќе ви кажам и за тоа. Никого не прашавме. Па затоа сега во декември ќе биде расправен и тој. А сега ќе ви кажам дека таму се сплет на околности. Сплет на околности. 2 години овој суд работеше на минимум на кворум. На минимум на кворум. Ние имаме донесено 2 заклучока, како суд, а јас како председател сум должен, зашто ја не сум над судот, ако судот донел заклучок, јас сум должен да го почитувам тој заклучок. Предмети од висок јавен интерес, општествен интерес, сензибилни, еве да ги наречам. Имаме донесено заклучок дека ќе се решаваат во 9-ка, тоа е полн состав на судот. Овој предмет не е во тој заклучок. Не. Заклучоците се донесени 23-та година и 24-та. Преспанската спогодба и законот за јазиците. И електронските комуникации. Не бил. Овој иницијативата, предметот, јас не бев председател. Јас како судија известител го добив предметот во јануари. Така ми дошло на распоред. Подготвив реферат, го направив најстручно што може да биде направен и го поднесов. Нити имал сегашнава власт сабер, нити сум знаел што планираат, појма сум немал. Но тоа е по-небитно. По-битно е што воопшто не ме интересира. Јас имам, уставот ми дал надлежност да постапувам и јас сум должен да постапувам. За законот за јазиците, ја во неодамна во едно интервју кажав, јас сум најстар по стаж судија во судов, по сениоритет. Сведочев на многу такви, да ги наречам, компромиси. Компромиси со политиката. И еве сега вас ве прашувам. Дали мислите дека 2019 беше законот за јазиците? Не, 17-та невозможно е. 18-та. Да, 18-та, да. Дали временскиот протек од 5 години ја намали сензибилноста на овој предмет? Не. Значи, сензибилноста е ирелевантна. Не спорам дека во уставното судство не само кај нас, секаде. Постои едно правило дека во име на сензибилноста Уставниот суд одлучува и кога не одлучува. Но мене лично ми се поставува прашањето, не само мене, значи штом сме донеле заклучок, а ние имаме заклучок за Преспанската спогодба и за законот за јазици да се решава, знаете кога? Минатиот септември.
Минатиот септември требаше да се расправа. През панската се расправаше и се одлучи, но бидејќи настанаа промени, нови суди. Ова што го кажам, не ви го кажам вас лично. Не го сваќам ни лично. Таму еден глас. Да, да. 8 други суди. Да. Ова важи за сите. Значи 5 години иницијативата или предметот Да. се одлучува за него. Така е. Кажам Така. дека вие затоа сте криви. Институцијата го скажува се. Така е. Ама затоа и Сте еден глас од така е. уставниот. Ама затоа реков таму има и еден несреќен сплет, не дека го оправдувам тоа. Значи далеко, еве јас како судија ви кажувам, јас сум против чување на предмети во фиока. Не е тоа придонес кон владењето на право. И се докажува, еве сензибилноста за законот за јазиците не е исчезната. Еве хипотетички. Да го решаваме 2029. Мислите дека ќе се намали сензибилноста? Не. Нема да се забави. Може и ќе се намали. Не, еве. Зависи од тоа колку ќе порасне животниот стандард. Не сум сигурен, затоа што ја разбирам сензибилноста на законот за јазиците. И не случајно во моето интервју ја кажав дека имаме една алатка. Имаме една алатка, што ни дава простор да не... Ја не сакам нити моето, нити постапувањето, зашто ви кажувам, кога ќе ја видите одлуката, и не само вие, ја дури апелирам, секој еден, дали е политичар, представник на државен орган, пред да дава коментари, први нека ја прочита одлуката. Зашто ние многу често гледаме паушални, неосновани изјави. Не ја ни прочитале одлуката. Јас ви тврдам дека сензибилноста за одредени теми не исчезнува. Не исчезнува. Но таа алатка што нас ни дава можност да му кажеме, за да не добиеме перцепција дека ние по етничка или по било каква друга премиса одлучуваме, можеме да ја примениме и во тој предмет. Повелете Господа во законодавниот дом. Еве ви ги нашите наоди. Не се само наши. Значи, ние не можеме да ги замижиме и наодите на Венецијанската комисија. Што да речеме, не постојат? Или не се точни? Или да ги игнорираме? Повелете Господа во парламентот, донесете уставно втемелени измени или нови законски решенија. По тие одлуки може да се очекува дека ќе го средат ова или несредливо. Кое? Етничкиот процент што се сака да се како некое Видите? Но да се пропише. Не, Дали не. тоа е средливо или несредливо? Све е средливо. Све е средливо. Дали по насоките што сте им ги дале сега во одлуката, они може тоа Да. Значи, нашата одлука е рамка. Значи, водич. Може да ни кажете Што можат да нормираат, што не можат, како да го нормираат. Значи, например, во задолжителните елементи за јавен оглас, повеќе не може да има национална припадност. Во регистрите, податокот за национална припадност не може веќе да се собира, да се регистрира. А постојат демократии, од каде што можат да се црпат искуства. Такво е канадското општество, такво е американското општество, што се многу посложени од нашите. Значи, постојат начини. Ние само им даваме насока како да не сгрешат. И тоа е наша работа. Значи, од сега натаму нема да знаеме колку проценти се македонци, албанци и други заедници во државните институции, односно во јавната администрација. Тоа ќе зависи од личното право на секој еден. Затоа што овој суд има донесена одлука. Затоа кажав, еден од темелите на оваа одлука е нашата одлука од февруари. Уставот вика слобода за изразување на... Но слободата значи да ја изразам, да не ја изразам и да ја сменам. Секој еден граѓанин е слободен да ја изрази, но не смее да биде задолжен да биде. Не смее со закон да биде задолжен, мораш да се изјасниш што си. Ја не сакам да оценам време да не снимам ама тоа сакам само да искоментирам. Во основа на се е политичката волја на
работат во јавен сектор по партиска припадност и тоа да биде главен критериум или да се водат строго по професионални стандарди. Тоа нас не уништи. Ни македонци, ни албанци, ни срби, ни бошанци. Тоа е. Значи, главен критериум председателя е фашистска. Еве, не можам да замижам ни на тоа. Значи, птица на гранка да прашаме, ќе ни каже, да, имате партизирана администрација. Не кажувам јас. Сите го знаеме. Го знаеме.